Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи во Идризово денеска се одржа свечена церемонија на која беше доделена акредитацијата од Меѓународната асоциација на директори на полициски академии. Настанот беше одбележан со присуството на премиерот Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и амбасадорката на САД Анџела Агелер. Оваа акредитација представува значаен чекор за унапредување на полициските стандарди и обуки во земјата. Со неа се потврдува професионалниот развој на полицијата и зголемувањето на ефикасноста на службите, а воедно се нагласува и посветеноста на Министерството за внатрешни работи кон европските и меѓународните безбедносни стандарди. Председателката Гордана Силјановска-Давкова учествува на 12-тиот глобален форум во Баку, кој се одржува од 13 до 15 март 2025 година во организација на Меѓународниот центар Низами Ганџави. Форумот е насловен преиспитување на светскиот поредок, претворање на предизвиците во можности и се фокусира на глобалните предизвици и можности. Силјановска-Давкова ќе се обрати на свеченото отворање на форумот, како и на сесијата Пактот за иднината на Обединетите нации, градење на нов глобален консензус. На форумот учествуваат околу 400 учесници, вклучувајќи актуелни и поранешни шефови на држави и влади, представници на меѓународни организации и граѓанското општество. Народното собрание на Република Српска синоќа усвои предлог одлука за пристапување кон донесување нов устав на Република Српска. За одлуката гласаа 50 пратеници, 7 беа против, а 2 воздржани. Со донесувањето на оваа одлука, Комисијата за уставни прашања е задолжена во најкраток можен рок да го подготви текстот на предлогуставот и да го достави до собранието. Председателот на собранието, Ненад Стевандик, најави дека денеска во 10 часот ќе започне 20-тата посебна седница, на која по итна постапка ќе се разгледуваат нацртуставот и предлог законот за заштита на уставниот поредок, предложени од председателот на Република Српска. Премиерот на Република Српска изјави дека новиот устав ќе биде во согласност со Дејтонскиот мировен договор и дека институциите се подготвени да разговараат со представниците на бошњачкиот и хрватскиот народ за заштита на нивните права и слободи. Рускиот председател Владимир Путин ја посети областа Курск, облечен во воена униформа, и им нареди на руските сили целосно да ја ослободат областа од украинските трупи. Оваа посета следи по повлекувањето на украинските сили, кој е дел од договор за прекин на огнот меѓу Киев и Вашингтон, кој се уште чека на одобрување од Москва. За време на посетата, Путин изјави дека Русија повторно зазела 86% од претходно окупираната територија и дека руските сили наскоро целосно ќе ја ослободат областа Курск. Началникот на генералштабот на Русија, Валерий Герасимов, информираше дека украинските трупи во Курск се опколени и дека нивното уништување е во тек. Путин, исто така, нагласи дека заробените украински војници ќе бидат третирани како терористи, а дека странските борци кои се борат на страната на Украина нема да бидат заштитени според Женевските конвенции. Во меѓувреме, САД испратија специјален пратеник во Москва за преговори, додека Украина го поддржува предложениот 30-дневен прекин на огнот. Сепак, Русија се уште не дала официјален одговор на овој предлог. Американскиот председател Доналд Трамп објави дека ќе купи нов автомобил Тесла, истакнувајќи ја својата поддршка за компанијата. Истовремено се појавија информации дека извршниот директор на Тесла, Илон Маск, планира да донира $100 милиони на политичкиот комитет на Трамп. Според извори, Маск сигнализирал дека ќе ја направи оваа донација преку суперполитички акционен комитет, кој може да собира неограничени суми пари за политички кампањи, но не смее директно да придонесува за кандидатите или да ги координира своите активности со нив. Оваа вест доаѓа откако Трамп најави дека ќе купи нов автомобил Тесла, истовремено критикувајќи ги протестите против производителот на електрични возила. Тој ги нарече демонстрантите домашни терористи поради вандализирањето на автомобилите на Тесла. Овие настани се случуваат во период кога акциите на Тесла забележаа пад, а протестите против компанијата се интензивираат низ САД. Маск, чие богатство се проценува на $320 милиарди, е еден од најголемите донатори на кампањата на Трамп, со донации од над $290 милиони за време на изборната кампања во 2024 година.